колеги пратеници, министри, почитувана македонска јавност, нефер трговски практики, вистинската и суштински можеби проблем со ова е кој го предлага, што се регулира, во кои моменти се донесува. Во предизбори влегуваме да регулираме нешто и да најавуваме крај на манипулациите за цените. Премногу манипулации за да се најавува крај на манипулации со еден закон. Зошто го велам ова? Затоа што кога станува збор за земјоделските производи, а ние сме земјоделска држава, особено се погодени оние земјоделски крајави ширум државата кои ги имаме, се регулираат од две страни, и од Министерството за економија и од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Имаме двајца кои што се надлежни. На што мислам? Мислам најпрвин дека Министерството за економија ја замрзна цената на оризот во време кога започнуваше жетвата на оризот. Зарем тоа не е манипулација на цената? И тоа цената на оризот беше замрзната, ако се направеше анализа, сите останати цени имаа пораст 20, 30, 80, некои 100% кај храната. Оризот немаше зголемување на цената, меѓутоа една од намирниците која најчесто ги замрзнуваше Министерството за економија токму оризот. Ке ве потсетам, првите мерки во декември кои што дојдоа, се замрзна цената на оризот и на јајцата. Понатаму, пред со самиот почеток на есенската жетва, повторно се замрзна цената на оризот. Зарем не е тоа манипулација? Каде ви е министерот за земјоделие? Погледнете вчера, отворете Фејсбук. Министерот за земјоделие Љупчо Николовски вчера во Кочани се рекламира со програмата за рурален развој и напишал хаштаг повеќе за сите. Повеќе за сите европски слоган. Програмата за рурален развој се државни пари, европски пари. Не правите разлика помеѓу буџет и сопствен джеб. Не правите разлика помеѓу држава и партија. Таа разлика треба да се прави ако сакате да ставите крај на манипулации со цените, почитувана колешки, затоа што гледам дека реагирате. Таа разлика треба да се прави ако сакате разлика да имате и да имате крај на нефер трговски практики, а не вака. Исто така, најавивме и на комисија најавивме. Постојат одредени конфузии во самиот закон. Например, глава 2, член 8, став 5, не се смета за нефер трговска практика кога добавувачот има ценовник, односно му доставува ценовник на купувачот. Значи, самата суштина која што е на законот, велите маржите намалени на 10% или работот намален на 10%, според овој член во глава 2, членот 8, ставот 5 нема да важи кога има усвоен ценовник. А сите ќе воведат ценовници. Зошто да се внесува оваа конфузија? Побарав одговор, и сега барам одговор, ако можете да ми објасне. Значи не можете да најавувате крај на нефер трговски практики, намалување на маржата, ама да велите ако имате ценовник. Сите имаат ценовник. Ке формираме ценовник, ке креираме ценовник, ке ги оправдаме трошоците. И така натаму. Како велеше Ковачевски? Ке кажат да се извиниме, ке се извиниме. Треба ценовник, ке направиме ценовник. Ебе зошто тогаш овде дебатираме ако со еден ценовник од член 8 став 5 нема да важи ограничувањето на маржата. Тоа е малку за да се замислите. Од друга страна, членот 34. 6 месеци имаат рок купувачите и добавувачите да се прилагодат кон овој закон. Следниот член, членот 35 вели подзаконскиот акт со листа на земјоделски прехранбени производи во согласно со членот 5 ќе биде донесен во рок од 3 месеци. Значи рокот за добавувачите и купувачите е 6 месеци, рокот за министерот е 3 месеци. Тоа не влијае на останатиот рок. А и двата рока започнуваат да течат од донесување. Рокот во членот 34 не започнува да тече со донесување на подзаконскиот акт. Тоа е друго. Имаме листата, па потоа започнал да тече некој рок. Не знам. Овие се работи кои што треба да не ги објасните. Во секој случај, имаме одредени забелешки, најавивме дека ќе се обидеме да ги исправиме, да ги поправиме со предлог амандмани, се надевам ќе добиете
најдобронамерно овие сугестии, меѓутоа еден апел до оваа предизборна влада, секако ќе си одите, немојте овие последни денови, месеци да ги трошите, да си играте со земјоделците. Во изминатите 7 години доволно изгубија, доволно напатија, доволен пораз и премногу од она што може да се рече разумно страдање преживеа со порастот на цените, со урнесувањето на водостопанството, на системите на наводнување, понижувањето. Немојте и последните денови од вашето владење да си играте со трпението на земјоделците, да ги користите за рекламни кампањи, да ги користите исто како во приказката Сиромавиот и джигерот. Види што му купив еден джигер, така и вашата приказна. Оставете ги луѓето, потребно и да ја направиме услови, да расчистиме кој ја има јасната надлежност и време е да ставиме крај на ова разнебитување на земјоделецот и тоа поделено помеѓу министерот за земјоделие, шумарство и водостопанство, оној талент кој што менува фотели од министер за земјоделие до министер против корупција кој што не доведе на 111-тото место, па пак се врати на претходната фотелја, сето оние добронамерници кои што сакаа да се борат против инфлацијата, меѓутоа ги уништија само кои? Само земјоделците, само оние кои што ни произведуваат храна. Ги поздравуваме законите, меѓутоа престанете барем во овие последни месец-два да се играте со трпението на народот и со трпението на земјоделците. Ви благодарам.